Здрав, добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Црвило. Останете на програмата на Канал Ви за да знаете што се ново ви подготвивме. Јапонско исцртување на вегите. Ако барем еднаш сте претерале со кубење на вегите, тогаш сигурно знаете колку е тешко да ја вратите несреќно креираната форма на вегите во посакуваната состојба. Во продолжение, како изгледа јапонското исцртување на вегите? Јапонско исцртување на веги. Во многу ситуации едноставно нема назад, бидејќи влакненцата на одредени делови на вегите престануваат да растат. Изминативе децении беа дизајнирани различни техники за решавање на ова деликатно прашање. Од тетовирање до исцртување со трајна шминка. За жал, ниту една од овие техники не ги исполни саканите резултати се додека на сцената не се појави јапонското исцртување на вегите. Како некогаш изгледаа вашите веги? Можете ли воопшто да се сетите како изгледаа вашите природни веги? Фактот дека немате одговор на оваа прашање не би бил воопшто страшен ако вегите не се сметаа за едно од најмоќните оружја за невербална комуникација. Тие во целост можат да го променат вашиот изглед, да направат очите да изгледаат поголеми, а можат визуелно да го издолжат вашето лице дури и без диета. Понекогаш тенките веги беа синоним за убавина, така што прекоумерното кубење на вегите беше речиси задолжително. Денес, кога се стреми кон подебели и прецизно негувани природни веги, повеќето од вас го плаќаат цехот на нестручно ракување со пинцетата во младоста. Се што треба да знаете за оваа техника. Убави веги е нешто што секој од нас посакува, а се повеќе популарната техника на исцртување на вегите спаѓа во категоријата на полутрајна шминка. За разлика од тетовирањето, каде што вегите целосно се пополнуваат со боја, јапонскиот метод подразбира исцртување на влакненца едно по едно, така што разликата помеѓу нацртаните и природните тешко е да се забележи. Третманот е речиси безболен, бидејќи бојата се нанесува во површинскиот слој на кожата и иако честопати ќе слушнете дека пигментот е отпорен на надворешни фактори од 3 до 5 години, практиката покажува нешто сосема друго. Различните третмани на лицето, без разлика дали ќе бидете подложени на хемиски пилинг или некој вид ласерски третман на лицето. Сето ова помага да се регенерираат клетките и автоматски се скратува векот на исцртаните веги. Јапонското исцртување на вегите гарантира дека во наредните 2 или 3 години ќе имате совршено пополнети и секогаш исти веги. Меѓутоа, поради промените во трендовите и личните афинитети може да биде проблем. Тоа е уште покомплицирано ако не сте задоволни со новиот изглед уште на самиот почеток. Постапката на бришење е тешка и болна, па ако не сте сигурни во чии раце ќе паднете, би било попаметно да се држите до испробаните и проверени методи и производи. Пинцетите, моливите за веги и гелот за веги со кои ги поправате вашите веги дефинитивно нема да се пензионираат долго време. Пегите му даваат шарм, индивидуалност и уникатност на лицето и верувале или не се посакувана карактеристика во модната индустрија. Сакајќи да го избегнат вештачкиот ефект кој го има безпрекорната кожа, многу модни куки и стилисти ангажираат модели со пеги, а во некој случај мејкап артистите намерно цртаат пеги по лицата на долгоногите убавици. Што се сончеви пеги и зошто се појавуваат? Сончевите пеги, медицински познати како ефелиди,
Представуваат кружни или овални хиперпигментирани формации на кожата со големина од 2 до 4 мм. Поголема е веројатноста да се јават кај луѓето со светол тен. Создавањето на сончевите пеги е предизвикано од УВ зраците. Всушност, големената осетливост на ултравиолетовите зраци и појавата на сончеви пеги се генетски предодредени. УВ зраците го забрзуваат процесот на создавање меланин. Според тоа, не се менува бројот на меланоцитите, туку нивната исполнетост со меланин. Каде најчесто се појавуваат пегите? Сончевите пеги се јавуваат на делови од телото кои се експонирани на сончева светлина и тоа: лицето, вратот, деколтето, подлактиците, горниот дел од грбот, рамената, задниот дел на шаките. Дали сончевите пеги малигнизираат? За среќа, сончевите пеги никогаш не малигнизираат, но кај луѓето кои се поосетливи на сончева светлина, ризикот за развој на рак на кожата е поголем. Затоа кај оваа популација особено се советува да ги практикуваат советите за заштита од УВ зрачењето. Како да спречите појава на сончеви пеги? Пегите се јавуваат во детството и најчесто се генетски детерминирани. Бидејќи се јавуваат во рана возраст, се советува да се започне со превенција од УВ зраците што е можно поскоро. Потребно е да ги практикувате следните совети. При излегување, постојано употребувајте крем со заштитен фактор 50. Користете капи со широка стреја. Носете облека која ќе обезбеди поголема покриеност на телото. Избегнувајте престој на сонце во периодот од 10 до 16 часот, особено во лето. Кои се медицинските третмани за третирање на сончеви пеги? За жал, пегите перзистираат низ целиот живот. Но постојат тераписки методи кои можат да ја намалат видливоста на пегите. И тоа: третиноинот или тазаротенот се ретиноиди кои доколку се употребуваат во период од неколку месеци, може значително да ја намалат видливоста на пегите. Криотерапија со течен азот. Пегите може да се третираат со течен азот со цел намалување на нивната видливост. Ова терапија уште е позната како траума со студ, а успешноста се должи на фактот што меланоцитите се чувствителни на студ и со тоа се подложни на деструкција. Ласерска терапија. Со помош на ласерската терапија може да се направи селективна деструкција кај меланоцитите, со што би се намалила видливоста на пегите. Ова процедура најчесто дава добри резултати и има низок ризик за појава на несакани последици. Хемиски пилинг. Третманите со хемиски пилинг помагаат во обелување на пегите и ги подобруваат и регуларностите во пигментацијата на кожата. Напомена, доколку сакате да примените некој од овие третмани, консултирајте се со дерматолог. Парче во кое секоја жена изгледа феноменално. Оделата се ултимативен тренд, а еве како се носат. Оделата можат да бидат дел од деловните комбинации, но можете да ги носите и за некоја посвечена прилика, се зависи од тоа како ги стилизирате. Парче во кое секоја жена изгледа феноменално. Оделата се ултимативен тренд, а еве како се носат.
Ова парче минатата година стана многу популарно, а според зборовите на дизајнерите ќе биде актуелно се до крајот на следната година. Во одело со добар крој, секоја жена изгледа, но и се чувствува моќно, па е јасно зошто доживеа толку голема популарност. Најдобар избор на одела се оние во силни и впечатливи бои. Еве како да ги носите оваа сезона. Уживајте! Smoky hair, боја на коса инспирирана од техниката на шминкање, ја освои сезоната. Ако сакате да сте со чекор со најновите трендови, не само на облека, туку и на убавина. Ова техника на бојадисување на косата полн погодок за вас. Инспирирана од Smoky Eyes, техниката на шминкање, стилистите за коса ја пресликаа убавината на мешање две сиви нијанси од очите на косата. Smoky hair. Боја на коса инспирирана од техниката на шминкање ја освои сезоната. Трикот е во градацискиот ефект, а се започнува со најтемната нијанса кај коренот, па постепено се осветлува косата кон долу. За да ја добиете посакуваната бина се работи со 3 нијанси, а бидејќи основата е сивата, ефектот на пожолтување е сведен на минимум. На тој начин се создава оној студен загасит ефект по кој е позната техниката Smoky Eyes. Уживајте во продолжение!
што сега е полесно не значи дека човек треба како блесав да се истрча на првиот косметичар што на влез има напишано ставаме филери. Има сериозни чекори што треба да ги преземете пред да дојдете до главниот. Гледаме кои се тие. Филери, да или не? Истражувајте за докторот. Ова ви е веројатно најважно и апсолутно мора да се направи пред да се одлучите да ставите филери. Многу лесно, првото искуство може да ви биде катастрофа. Докторот може да стави премногу, може да стави на места каде што не треба и на крај да завршите со карикатура. Читајте коментари, форуми, критики, гледајте слики, не верувајте на се што ќе прочитате. Добар професионалец ќе знае дека насмевката треба да ви остане балансирана и дека треба да изгледате автентично. Пробајте со малку, секогаш може да се достави повеќе. Прво пробајте дали ќе се бендисате со малку. Сигурно не сакате да завршите со огромно устиште што после ќе ви смета. Морате убаво да размислите колку големо. Пред да закажете, убаво размислете колку сакате да ви се променат усните. Често се случува луѓето да кажат дека џабе дале пари, а тоа што усните не им се смениле посебно или им се смениле драматично. Ако сакате забележлива разлика, кажете му на докторот. Спремете се пред да отидете да се боцкате. Неделата пред да отидете не треба да пиете аспирин, антивоспалителни лекови, рибино масло, мултивитамини или витамин Е. Сите овие ја разредуваат крвта и може да имате многу модрици после процедурата. Затоа е добро и да се избегнува алкохол и кофеин 24 часа пред и по закажаното, затоа што така полесно ќе се намали и отокот. Внимателно изберете го типот на филерот. Пред 10 години единствениот филер беше со колаген. Сега има еден куп варијации. Најчесто се бира хиалуронска киселина. Проверете убаво дали сакате мек природен изглед или да предизвикате луѓето да прашаат еј филери, затоа што има посебен тип и процедура за двата ефекти. Многу брзо готово и резултатите се речиси инстантни. Процедурата обично трае до 1 час и тоа најголем дел од тој час трае разговорот и консултациите со докторот за да се добие идеја што сакате. Избегнете го анестетикот ако трпите болка. Знае да биде болно и докторите мачкаат анестетик. Сепак, препораката е ако можете да издржите, нека не ви ставаат, затоа што анестетикот природно ви ги оттекува усните, а тоа тежнува да го видите вистинскиот ефект на филерот кога ќе заврши процедурата. А за да ги доживеете ефектите како што треба, направете селфи. Така најточно ќе го доживеете новиот изглед. Информирајте се за ризиците. Веројатно сте ја чуле фразата се боцкаат на пауза од работа, па ви се чини дека не постои никаков ризик. Сепак постои можност за алергиска реакција и инфекција. Се ќе си прашате на доктор. Не штедете, не треба да биде ефтино. Без разлика што не се трајно решение и најчесто траат 6 месеци до година, филерите не се без пари. Веројатно ќе треба да одвоите од 100 евра нагоре. Ако имате филери со хиалуронска киселина, брзо и безбедно можете да се вратите на старо со разложување на филерот. Добрата вест е што има назад.
Тренди пирсови на папок за секси стомачиња. Со летото доаѓа и покажување на повеќе кожа, а особено се истакнуваат стомачињата кои ги криеме покриени за време на постудените денови од годината. Со кратки маички, широки тенки блузи или пак во бикини на плажа, овие стомачиња го привлекуваат вниманието на сите. Тренди пирсови на папок за секси стомачиња. Не ви предлагаме веднаш да одите да се испирсате ако порано не сте го направиле тоа, но ако веќе имате пирс на папок. Еве кои се модните трендови според кои можете да се водите ако ви е во план ова лето да го покажувате вашето меше. Пирсинг на папок. Ова е релативно нов тренд во популарната култура. Премногу девојчиња прободеа во стомакот и носат сладки украси од различни видови и форми. Пирсинг на папокот. Што е тоа? Пирсинг на папок, ова е една од сортите на пирсинг на телото. Пирсингот на папокот е извонреден што овој пирсинг не треба да биде видлив за секого, односно, таа одлучи да го отвори сопствениот стомак или не. Ова создава одредена удобност при носење пирсинг, бидејќи пирсингот на лицето не може да се скрие. Пирсингот на папокот е секогаш на горниот дел од страната на папокот, што не е специфично во самиот папок и над него. Се разбира, постојат и склучоци и пирсинг може да се направи и директно до папокот. Сепак, тоа може да се направи само ако се издвојува копчето на стомакот и се нарекува папочна кила. Драги мои, се надевам дека со нашите подготвени прилози успеавме да го задржиме вниманието и бевте со нас. Но бидете со нас и во наредното издание, наредниот петок во исто време. Чао!